Објектот на новиот театар и библиотека во Тетово треба да биде изграден до крајот на оваа година, додека внатрешноста ќе се уредува идната година. Ова го најави министерот за култура Асаф Адеми при неговата посета на објектот во Градба, за да направи увид за текот на активностите на терен. Следната година, ако работите течат според предвиденото, Тетово ќе добие нови простории за театар, простор за библиотечен фонд, киносала, амфитеатар и паркинг. Објектот, како што сте сите запознати, првично започна со градот во 2014, но поради имотно-правните односи 2 години немало градежни активности на лице место, за да од 2016 година да биде воведен во Градба изведувачот на работите. Од тој момент па до сега работите се одвиваат според динамичниот план и на лице место не увидовме дека има проблеми, што беше и конфирмирано од страна на надзорниот орган. При текот на Градба имало барање за промена на основниот проект, што е направен со претhodно дадена дозвола од страна на надлежните органи во Министерството и е направен анекс договор, па согласно тоа работите се изведуваат. Да ви напоменам дека согласно договорот што го имаме со изведувачот, значи во оваа фаза треба да се изгради фазата карабина и да се затвори објектот со фасада. Во наредната година, која ќе актуелно се работи и за подготовка на основниот проект за внатрешно уредување, па веруваме дека наредната година ќе биде отворен и основниот јавниот повик за внатрешно уредување, кој мислиме дека ќе има потреба за неколку годишно финансиско планирање. За изградбата на објектот предвидени се 13,5 милиони евра, а дополнително ќе има потреба од нови средства за уредување на внатрешноста. Согласно информациите јас што ги имам, основниот договор, вкупната вредност беше околу 13,5 милиона евра. Значи, чисти, не можам да ја кажам точно бројките колку беа, но околу 13,5 милиона евра, а согласно проценките што се направени, тоа да не спекулираме, ќе чекаме да се направи основниот проект за внатрешно уредување, па согласно тоа да предвидиме и буџетски средства во наредните години. Малку повеќе сигурно. Сигурно внатрешното уредување секогаш носи повисоки финансиски импликации. Се работи за проект што согласно тоа што го добие како информација ќе биде еден од најмодерните во Македонија, што ќе има и ќе остане на генерации и генерации. Додека се гради новиот објект за постојниот центар за култура Илјантески смок, министерот Адеми истакна дека не се предвидени средства за инвестирање во обнова, но дека врз основа на евентуално доставено барање од страна на управата на центарот, тоа ќе биде направено идната година.